знаене одлуката од 2005 година и заради рентабилноста на превозот, кој што лински превоз треба да опфати и превозот на учениците, се донесе, односно дојдовме до потреба од зголемување на тие цени за да може да функционира линискиот превоз, а што е побитно за нас, мислам, исто битно и линискиот превоз, но да има превоз и за учениците кои што ќе почнат од 1 септември. Бидејќи во објавениот тендер кој што го имавме, немаше заинтересирани превозници, иако има дел добиено од тие линии, кои што можат да конкурираат за превозот на ученици, моравме да пристапиме кон зголемување на цените, односно промена на одлуката од 2005 година, за да може да постигнеме интерес кај тие превозници да се јават и да можеме да го организираме превозот на учениците. Другото околу цените, имате старите цени, сега Николина ви ги исчита и новите цени кои што се предложени до вас советниците, за да бидат изгласани, за да можеме по-новиот тендер кој што накнадно ќе го распишеме, за да може да го организираме тој превоз на учениците, односно и ова да го појаснам, од овој линиски превоз, овие цени кои што сега вие ги усвоите на советот се највисоките цени над кои што превозниците нема да може да додат. Тие цени ќе бидат понудени и во тендерот за училишниот превоз и од тие цени, значи по оваа негативна лицитација ќе оди може да се постигне и пониска цена. Меѓутоа верувам дека со овие цени барем ќе имаме заинтересирани странки кои што ќе учествуваат на тендерот. Еве ова е накратко образложението за новата одлука која што ја предлагаме до вас советниците, а доколку вие како советници имате некои прашања во однос на целокупната одлука, во однос на поединечна релација која што е напишана овде во одлуката, може да одговорам јас на некои прашања. Дали пуштавте тендер со старите цени и дали никој се немаше јави на него, разбрав тоа правилно? Значи, имаше распишано тендер и немаше се јавено ниту еден превозник кој што е на територија на Делчо и пошироко тендерот е јавна набавка на кој што може да се јават заинтересирани превозници и од други градови, меѓутоа немаше ниту еден пријавено на тендерот за да може да го организираме овој превоз на ученици. Дали е прашање или е една сугестија повеќе? Значи, гледајќи ги старите и новите цени, имаме од 20 на 30 денари Гаврово, покачување 50%, Звегор 50%, Стамер 30%, Град 30%, Вирче 30%. Нека се во просеки 30% сите цени, да не ги читам сите сега, нека се и 25%. На вкупната сума на блок дотациите која добива нашата општина и која е некаде околу 3 милиона денари, 30% ќе значи 4 милиона денари. Јас не велам дека не може тоа да го поднесе образованието, меѓутоа и во изминатите години, ако погледнете историски гледано, ние имавме интенција да ја смалиме сумата која е одредена за превоз. Не беше таа лесна битка и секогаш имаше судири, имаше разни кавги, нетрпение, нетолеранција и така натаму од едната и другата страна. Сега, ако се покачи 1 милион денари блок дотацијата на сите, за неколку години, значи ние ќе дојдеме во ситуација каква што беа пред 5-6 години училиште. Да работиме само за основните потреби и да можеме да го подмириме превозот према превозниците. Развојната програма на училиштето ќе остане само мисловна, бидејќи многу пари се тоа. 1 милион денари да се дадат плюс на превозниците, за мене, сметајќи дека за другите работи не можем да дадам своје мислење. Меѓутоа, тука за превозот мислам дека треба студиозно да се пристапи, да не се подкопаат темелите на образованието, бидејќи ќе дојдеме во ситуација после да мораме да намалуваме цените на горива, цените на струи, цените на сите други трошоци, за да работиме само за да угодиме на превоз. Или да се тражи некој прашање да се земат возила за училиштата, или не знам што. Сметам дека тоа е моје видување. Значи не е прашање, туку само Година рака, значи не си имате образование ќе го даде. Значи само да појаснам, овде значи се водеше така доволно сметка за блок дотациите кои што ги добиваат училиштата, кои што се однесуваат на превозот. И ова сега не беше овие цени кои што се од 2005 година. Не се 3 милиони, па сега негде
процентуално како што советникот искажа во неговата дискусија, со тоа покачување да дојде до 4 милиони. По овие цени, сите релации се 2 милиона и 200 илјади денари. Лани превозот се извршуваше во вкупна цена негде од 2 милиони и 900 илјади денари, односно 3 милиони денари. Од 2 милиони и 900 до 3 милиони без ДДВ, а сега во овие цени кои што е одлуката на СОЕ донесена 2005 година, за сите релации превозот изнесуваше 2 милиони и 200 илјади денари. И затоа ова што тие треба, не знам, негде околу 600-700 илјади денари колку е, што тие би требало како профит да го имаат и дел амортизација, тие го нема. Значи ние намаламе со оваа одлука на СОЕ, бидејќи се вклучени во линискиот превоз, мора да имаат лиценца за тоа, и е намалена цената од ланската беше за 700 до 800 илјади денари. Мисля дека така. 2 милиони и 200 беше 2 милиони и 200, старите тарифи, сега по новите цени и новите тарифи, вкупната сума на превоз за учениците за учебната година би бил 3 милиони и 69 760 денари, што значи дека ќе бидеме под, значи во рамки на дотацијата за превоз на училиштата, која што изнесува по податоците од школите 3 милиони и 207 143 Ама по најскапата цена, има се го предвид дека сумите може да паднат. паднат. Сега значи најскапите цени од одлуката. Минатата година беше, мислам, 2 милиони и 900 и нешто. Не знам точно до цифра 2 милиони и 9. Значи да не се разбереме, не е сега лани да била цената вкупна 2 милиони и 200, 3 милиони сега да е 4. Лани беше 2 милиони и 900. Јас сакав да предложам, за да ги заштитиме училиштата од финансиски издатоци, да бидат по овие цени, меѓутоа нема заинтересирани превозници. И сега цената е, значи, иста за некој процент поголем.